Дин. Сега, што е вера, драги браќа? Запамти го ово. Вера не е резервна гума. Вера е волан. Ако ти возиш ауто, го пуштиш волан, што ќе биде? Ќе одиш во провалија. Не е резервна гума. Имаш мака, боле, сиромаштија, ајде Аллах во џамија ќе дојдеш. Верува на кај ти биде на прво место. И знај, се што Аллах ни дал во живот, за се ќе бидеме прашани. Исто како во маркет, кој чуеш во кам маркет. Земаш количка, ја полниш, ама да знаеш дека тоа има каса. Се што си зел ќе платиш. Се што си зел ќе платиш. Затоа, валлахи, вие не знаете и ние не знаеме колку сме почестени што сме муслимани. Што имаме ваква вера, што имаме ваков немат, ваков дар, ваков Рамазан, мубарек месец Рамазан, кој не учи сите заедно да седнеме фамилија на софра. Па нашите куќи се како хотел, бе. Еден влег, двете излег, еден спие, еден станува. А Рамазанов не учи на ред, на трпеза на софра. Ние денес ги губиме децава со интернетов, со рашливи работи, со ова денешна технологија која не имаме. Мораме, драги браќа, да ги врземе и жена, и деца, и фамилија со намаз, со вера, со дин, ако сакате да имаме среќа. Валлахи, нема друг спас, нема друго чаре, нема друг излез, освен со динот на Аллах Аззе ва Джелле. Ова вера е дар од Аллах Аззе ва Джелле. Не сакам многу да должам, има уште некои примери кои да не ги спомнувам многу, кои само ова ќе го кажам. Вика Аллах во Куран: "Еш-шејтану јаидукумул факр, ва јамурукум бил фахша, валлаху јаидукум магфирате минху ва фадла." Шејтанот ве плаши со сиромаштија. Во едно место во Куран шејтанот ве плаши со сиромаштија. Во 90 места во Куран Аллах вели кој ќе даде, Аллах ќе му дуплира. Денеска луѓето кому повеќе веруваат? Во кого сме повеќе убедени? Во Аллах што ни ветува дека сигурно ќе ни даде. И сигурно оној кој се труди, како што рече пегамбер на Аиша радијаллаху анха: "Ја Аиша, иннама аџруки ала кадри насабик." Твојата награда, о Аиша, ќе биде колку што ќе се измориш и колку ќе се испотиш. Наградата е според трудот, не според брзината, не според леснотијата. Ние во Рамазан гледај не јадеме, не пиеме. Зошто? Дисциплина. Човек пуши цигаре, кој ќе дојде Рамазан 14 сати, не јаде, не пие, не пуши. Значи можеме да имаме контрола над тело. Што рече еден научник, замисли, Рамазанов, целокупно 30 дена изнесува околу 430 сати. На кој било курс да одиш, курс за возење, курс за ова, курс за ова, за 430 сати ти ќе бидеш експерт. Зошто ние после Рамазан не сме подобри луѓе? Зошто после Рамазан не сме поблаги луѓе? Зошто се гледаме со криви очи? Зошто не ги очистиме наши срца? А сме биле во курс кој трае 430 часа. Јас верувам и убеден сум дека овие блескави нурни лица, иншалла, Аллах е задоволен од нив. Аллах да ве награди, сите и нашите млади деца и сите вас кои вечерва дојдовте овдека во Светово. Се не знам дали сте сите од Светово или какви да е. Секој кој вечерва овдека, Аллах иншалла таала да не спои во друштво со Расулуллах со селем, како што спомнав на почеток, ихванен ала сурурин мутакабилин, браќа кои ќе бидат еден до друг на миндери во џеннет во друштво со Расул селем. Вика инна минен нас, има луѓе валлахи на судниот ден ќе бидат на високи минбери, на високи места. Нивните лица нур, нивните минбери нур. Лејсу бил енбија, вала шухада, не се ниту пејгамбери. Не се ниту пејгамбери, не се ниту шехиди. Тие се највисоки степен во вера. Пејгамбери, шехид, највисоко нешто. Ама не се ни пејгамбери ни шехиди, а на високо место. Мен хум ја Расулуллах, сифхум лена, джеллихим лена. Божи пејгамбери, кажи ни кои се тие луѓе? Тие се луѓе кои се сакале во име на Аллах. Тие се луѓе кои се днувале во име на Аллах. Тие се луѓе кои се дружеле во име на Аллах. Тие се луѓе кои можеле се да гледат фудбал. Тие дошле во џамија за Аллах. Иншалла, Аллах да не награди за нашето време, за секој труд, за овој Рамазан. Иншалла таала го молиме Аллах Аззе ва Џелле да ги исполни нашите куќи со намаз, нашите срца со иман, нашите деца со дин и со вера. Иншалла таала го молиме Аллах Аззе ва Џелле да живееме и да умреме со шехадет во уста. Они кои се болни да ги излечи, они кои се умрени да ни се смилува, они кои се неупатени, Аллах да им помогне да ги упати, они кои имаат мак, Аллах да им отргне. Иншалла таала она што го погодив, тоа беше од Аллах, она што сгрешив, тоа од мене.